Гледате Македонија наутро, а ние во овој блок по 8 часот ќе започнеме со култура, односно ќе го погледнеме прилогот што го подготви колешката Сонја Рилковска за премиерата на дуодрамата Халверовата ноќ. Во Охрид премиера на представата Халверовата ноќ. Ќе поразговараме со познатата актерка од Охрид, Јасмина Билаловик, и дел од Медија Артес Охрид. Впрочем, оваа премиера е токму на Медија Артес. Кажи ни, Јасмина, зошто токму оваа представа и за каква представа станува збор? Ова е текст кој што сакам одамна да го работам. Представата ја гледав постановка на овој текст пред некои 20 на години на Охридско лето и тогаш ме освои текстот и од тогаш сакав да го работам. И некако не му беше дојдено времето, веројатно моментот, мене исто така, а исто така бев во потрага по партнерот, кој би бил идеалниот партнер за улогата на Хелвер, со кој што би сакала да ја работам. Пред неколку години на МОД фестивалот ја гледав представата Роден ден на Васил Христов, во режи на Васил Христов, продукција на Штипски театар, и тогаш го открив Даријан Петров, мојот помлад колега, кој што уметнички ме освои, во когош уметнички се заљубив тогаш, во неговиот талент, прецизност, сите негови лица и некако во тој момент не помислив да тоа би бил совршениот Хелвер, но потоа како што почнавме да се дружиме и да се запознаваме, сватив всушност дека тој би бил идеалниот кастинг за таа улога. Така, Јасмина, за премиера го одбравте токму Охрид. Зошто? Охрид како роден град, Охрид е местото од каде што Медија Артес почна да делува, да гради публика, да гради капацитети и беше платформа за формирање на професионалниот театар во Охрид, во кој што денес се наоѓаме, така што е просто логично. Исто така, финансиер на проектот е општина Охрид, така што Одлично. Какви се плановите? После оваа премиера ќе имате, предпоставувам, изведби на други места? Би сакале тоа пред се да живее тука на репертуарот на куќата како гостувачка продукција или ајде да кажеме копродукција, но исто така планот и да се гостува. Сега во моментов ни е фокусот премиерата, така што не би можела повеќе детали да дадам во однос на немаме уште фиксирано каде и кога, имаме некои можности, понуди, така што дали може да откриеме нешто околу дуодрамата? За каква дуодрама станува збор, што е она што ќе може публиката да го погледне? Така, тоа се случува во 30-тите години, не е прецизирана земјата, местото, географската локација, меѓутоа повеќе од јасно е дека тоа е, ајде да кажеме, Германија во време на подемот на Национал-социјалистичката партија. Значи, тој занес така на, да кажем, Хитлеровата младина и така натаму, и овај лик, посинокот на мојот лик на Клара, значи Хелвер, тој наоѓа еден вид на чувствена припадност во тие млади кои одат и маршираат со сиот занес, така. Додека неговата мајка посвоителка, незината главна грижа е всушност како да го заштити. Заради тоа што, не знам, историски се сеќавате како тоа тргнало. Прво тргнало со прогон на неистомислениците идеолошки, па понатаму на удар биле лицата со посебни потреби, кои на секои 3 месеци ги викале на квалификациони комисии и многу од нив никогаш не се враќале дома, заради тоа што на нив всушност биле прв пат правени тие експерименти кои потоа се применети во гасните комори. Предпоставувам, откривме доволно, за да може да заинтригираме публиката, да биде дел од премиерата, а оние кои што не можат се разбира, да бидат дел и од понатамошните изведби. Ти благодарам, Јасмина, на издвоеното време, ви посакувам успешна премиера. Фала многу. Во ова наше интервју овде во Центарот за култура во Охрид разговараме и со режисерот Александар Јовановски. Александар, како беше да се режира оваа дуодрама? Доста интересно. Морам да признам, секој искуство во однос на режија представува ново една ново патешествие, ако може така да кажам, да.
Ова ми е дуодрама која што имам работено и претходно дуодрами, ама секој наслов, секоја драма си има своја тежина, така и оваа мислам дека. Како се снаоѓате на сцената во Охрид, токму овде на оваа сцена ќе биде и премиерата? Дали се во ред, има ли некои предизвици со кои што се соочувате? Па да, предизвици има секогаш. Добро се снаоѓаме затоа што претходно пробувавме во Скопје и пробувавме на простор кој што е малце различен и ги немавме сите целиот дел од сценографијата, мал дел од реквизитите, значи така тоа беа некои замислени услови. И сега сме веќе комплетни и мислам дека сум презадоволен од една општа причина затоа што за 2 дена буквално успеавме да се навикнеме на овој простор и да профункционира сето тоа како што треба. Така, од кога се занимавате со режија и што е на што најмногу сакате да го работите? Па се уште не знам што точно сакам највеќе да работам, така да тоа е секоја година нешто ново. Се менува, а се занимавам, не знам, веќе може 6-7 година не ги бројам. Знам дека некаде 2018 се запишав на драмски, на студии како театарски режисер, така што таму некаде почнува патешествието, непосредно малце пред тоа. Да, што е специфично во оваа дуодрама? Има ли нешто специфично и, да речам, нешто што ја издвојува малце, ја прави поинаква? Мислам дека тоа се сите околности кои што се случуваат некаде и денеска во нашиот свет, само што не се случаи кои што за тоа се зборува некако. Тоа се некои действија кои што пошто тематски ние работиме на единица која што се врзува со Хитлеровата младина. И тоа избравме од проста причина пошто се уште можеме да видиме облици на фашизмот низ разни действија и разни. Тоа се за мене преформулации на истата тематика, истите пракси кои што денеска некои, да речам, политички партии имаат некои тенденции, идеолошки тенденции да водат кон тоа. И ова еден дел е освестување на да бидеме малце предпазливи во што ја полагаме нашата идеологија, во што ние веруваме и на кои сме ние пристрасни и така натаму и така натаму. Иначе приказната е фантастична затоа што се работи за една мајка и еден син кои што нивните односи не се баш најасни до самиот крај, затоа што синот е, сега да не откривам сето што ќе се случува, да. Али, да речем, има нешто едипово тука, има нешто... Да, комплексна релација помеѓу нив двајца, која што, како што се развива действието на драмата, така и ликовите полека ќе откриваат нивните мотиви, ги се раскриваат самите и своите желби, се разбира. Ви благодарам за издвоеното. Не посакувам успешна премиера и позитивни критики. Ви благодарам што ме посетивте. Ке искористиме оваа прилика да поразговараме и со актерот Даријан Петров, еден од актерите во оваа драма. Ајде, Даријан, откри ни накусо оноко како што можеш, како ја доживеа оваа улога? Да, па вака ќе ви кажам, сега искрен ќе видам, улогата ја доживеав не толку комплексна ради театарската улога, него да речеме емотивна, захтевна за мене лично. Така приметувам после секоја проба и така емотивно истрошува многу. Ако имате прилика ќе видите за што станува збор. Сега нема јас те откривам многу, Алек спомна нешто, али се работи за еден интензивен однос помеѓу мајка и син. Синот се бори сам со, да речеме, со некоја ментална попречена, само толку ќе откривам плюс. Така? Да, и во едно комплексно време каде што стигмата за, нели, тој профил на луѓе била различна, различни констелации, обштествени и се. Така да, би рекол дека имаше во овие 2 месеца во процесот баш убава соработка со Алек и со Јасмина, али и строшувачка, емотивно, баш
така некако, нели, си навраќаме некои своји работи, емоции, перцепции, многу истрошувачки. Така, од кога се занимаваш со актерство? Да, па вака јас запишав 2015 на Есра кај Мето Јовановски, покојниот професор, да, така да веќе прва професионална представа ми беше во Велешки театар 2016, скоро 9 години, ама нели on and off, така да, ама вкуп од прилика генерално да. Кои се оние улоги кои што најмногу тебе те привлекуваат, каде себе се Не пронаоѓаш? знам дали така се погоди, дали така ме одбира, се нешто се погодува така комплексни драмски улоги, во драми најчесто, така и еве би ја издвоил дефинитивно Хелверова ноќ. Бе издвоил прва улога која што така ми значеше многу е во театар комедија, иако Пожар не беше комедија, беше социјална драма да речеме, за едно слепо момче со попреченост исто, да, и така да, си играше 3 години во театар комедија, после би ја издвоил да Роден ден во продукција на Штипскиот театар во режија на Васил Христов. И ова би издвоил така една од најпозахтевните, да речем, улоги, али дефинитивно драмски. Не дека не ми се при срце некојаш и комедии, али валја по сензибилитетот драмски дела. Повеќе ти лежат. А дали си настапувал на охридските сцени пред охриѓани? Да, пред охриѓани точно, многу убаво искуство со Велешката представа, да, многу убаво искуство. Работевме на историска представа Ана Комнена и ја игравме на Охридско лето од Велешкиот театар во предворието на Света Софија. И баш Света Софија самата е изградена во времето на Комнини во Византиската империја, а приказната е за распадот на империјата и баш за тоа семејство. Така да беше баш автентично место и едно можеби една од мои омилени изведби можда беше. Да, ќе го спомнам Јордан Витанов од Велешкиот театар, имавме многу убава соработка и баш нашите сцени јас горе на спратот на галеријата на Света Софија ги игра сцените и баш убаво искуство беше. Баш ми е драго. Ви посакувам успешна премиера и многу позитивни критики вам. Фала ви многу.